Ви благодарам. Почитуване колешке, не можем да препознам защо вие говорите, не се. Не знам нещо, владите на СДСМ или локалната власт да има направено за Дојран, па сега реално не можем да препознам. Но да се вратиме на она што е суштинско. Вистински момент е, сега ќе ги набројам, се извинувам колеги. Вистински момент е и вие како пратеници од мнозинството да го поддржите овој амандман за изработка на физибилити студија и проектна документација за обиколница на Дојран во должина од 12 километри. Зошто го велам тоа? Затоа што во овој момент, како што кажувате, и екипи на Агенцијата за државни патишта се излезени на терен, работат на проектна задача, а никој не ги видел таму дека воопшто има такви екипи. Но и да е така, еве вистински момент, не се на одмет да се обезбедат средства во овој буџет за да се отпочне со реализација барем на проектната документација. Се извинувам колеги, секогаш кога се обраќате одговорница, мислам дека ве следам нормално, без довикување, без викање, без правење муабет, и ова е многу значајно за вас колешки како пратеник од Струмица, затоа што струмичани се најзастапени во Дојран и вие треба да се заложите овде да не поддржите нас дека ова е потребно на Дојран. Ова е потребно на Дојран затоа што нема, пак ќе кажам, на една страна ВМРО ДПМН се што е значајно за Дојран за да опстои како туристички, да опстои на туристичката мапа во Македонија, се што се има направено во изминатите 20 на години, се е во време на ВМРО ДПМН. За вас е штета, но за тоа за дојранчани и за нас од регионот значи реален туристички живот. Ако не беше ВМРО ДПМН да го проектира оној проектот за полнење на езерото, добро се сеќаваме, кога вие викавте дека со цистерни се истураат вода во Дојранското езеро, за Демек во предизборието во 2002, вие сте помлада, не се сеќавате, но јас ќе ви кажам, за да тој проект го врати во живот Дојранското езеро. Ако не беше реализацијата на тој проект, Дојран денес немаше овде за што да говориме. Ниту камиони ќе пречеа во туристичката населба Дојран, нито ќе имаше потреба од реализација на проект за обиколница на двете населени места Нов и Стар Дојран. Цело време насочувате кон тоа дека пешачката патека долж Дојранското езеро била штета. Мајдете. Оштетена, па нормално, има елементарни непогоди насекаде во светот. Вие 2 години не сте способни да ги решите штетите, а камоли да изградите една цела патека. Ако требаше вие да реализирате проект за реализација на пешачка патека долж брегот на Дојранското езеро, дојранчани ќе се чека уште 100 години. Да не беа владите на ВМРО ДПМН, тоа ќе беше мисловна еминка. На вас немаше да се сетите на таков момент дека тоа му е потребно на Дојран за едноставно да добие еден вистински лик на една туристичка населба која што ќе привлекува туристи како од нашиот југоисточен, источен регион и од целата држава, па и пошироко. Привршувајте ја мислата. Само да довршам. Имаме право да говориме, почитувани колешки, затоа што, ќе повторам, ако некој нешто направил во изминатите 20 години за Дојран, тоа се владите на ВМРО ДПМН. За нешто друго граѓаните на оваа држава, а посебно дојранчани, не се сеќаваат. Ви благодарам.